Се наоѓаме во канцеларите на Институтот за демократија. Тука во овие простори се прават тие политички анкети на рейтинзите на политичките партии. Некои политички партии од нив се разочарени, некои политички партии од нив се стрекни, меѓутоа најголем дел сите се плашат од резултатите на тие анкети. Тука во ова канцеларија, во оваа институција ќе треба да одговориме на прашањето дали постои тоа така наречено анкетно лоби и дали тоа во моментот е најсилното и најмокното политичко лоби во Република Македонија. Господине Божиновски, дали сте вие најмокното политичко лоби во моментов во Македонија? Кое е тоа политичко лоби? Па тоа анкетарско лоби е. Вела дека личниот анкетар на премиерот ќе стане можеби председател на државата. Тоа значи дека е едно силно лоби. Па не би рекол дека тоа е лоби, значи което е личниот анкетар на Јорги Иванов ли се каже? Јорги Иванов. Мислам дека тој беше еден од основачите на нова институција. Тој беше еден од основачите, но пред 5 години Ова институција е расадник. Те Ѓорги Спасов, те Ивица Боцевски, подпредседател на владата. Не знам, може ќе оставиме 3 точки, може некој трет, четврти ќе излезе од овде. Затоа ја прашам, толку ли сте мокни? Не. Значи, Ѓорги Иванов, поради обрски спрема факултетот, мораше да се повлече од Институт за демократија, он беше продекан на правниот факултет во Скопје. Појте дека сте мокни. Велат не може премиерот да легне мирно да заспие ако Институтот за демократија не направи нека добра анкета. Не. Значи, Институт за демократија си ги прави своите анкети со една цел. Да се види мислењето на граѓаните. Го креирате ли јавното мислење? Може ли тоа анкетарско лоби да го креира јавното мислење во државата? Ние го представуваме јавното мислење. Значи имаме неколку институции кои имаат определен, кои вршат истражување, кои имаат определен рейтинг. Рейтингот се стекнува со самото тоа што тие објавуваат резултати кои што се релевантни. Зашто тогаш вас сметат за толку мокни? Од каде таа приказна дека Институтот за демократија всушност е таа неформална група која има најбитно влијание врз политичките процеси во Македонија? Не. Влијание врз политичките процеси имаат политичарите. Ние не сме политичари. Резултатите кои што ние ги објавуваме, значи мислењето на луѓето, на народот, на гласачите, кои што го објавуваме ние пред изборите, секој се покажуваат точни. Господине Божиновски, нели сте се посомневале во еден момент дека можеби со одреден тип на анкети, можеби со тајмингот и времето кога се објавуваат тие анкети, можеби битно влијаете врз политичките процеси? Не. Значи ние не влијаеме битно. Постои таква опасност? Не постои за тоа што јавното мислење не се менува преку ноќ. Значи не може преку ноќ сега човекот си легнал и смета дека, да речеме, СДСМ се најдобри, да се разбуди другото утро и да каже сега не ВМРО се најдобри. Добро, меѓутоа обично луѓето сака да гласат за победниците, сака да гласат за тие што имаат највисок рейтинг. Барем едно велат обично меѓу 15-20% од гласачите секогаш сака да гласат за тие што се сигурни победници. Ако одредени анкети во одредено време, тогаш кој што треба, даат одреден резултат, тогаш на тој начин се влијае врз јавното мислење. Затоа ве прашувам. Значи вака. Во политичкиот живот на секоја држава, имаме 3 условно кажани фактори кои ја креираат политиката, односно го креираат самото јавно мислење. Првиот фактор се луѓето вклучени во политиката. Ние не сте у тие 3 фактори? Не. Како Институт за демократија? Не сме во тие. Скромни сте или едноставно се обидувате да се намалите улогата во целиот овој политички процес? Политичарите го искажуваат своето мислење преку медиумите. Медиумите го искажуваат своето мислење бидејќи се медиуми ги слушаат сите. Како ќе се слушне гласот на јавност? Преку анкети? Преку анкети. Значи, како ќе дознаеме ние што мислат луѓето за определен, да речеме, политички проблем? Ги фризирате ли анкетите? Не. Еве сега имаш анкета на Ири која не е баш добра за премиерот. Ќе направите ли во наредни 10 дена некоја анкета која ќе му го подобри расположението? Не знам дали ќе му го подобри расположението. Ние ќе направиме анкета. Сега што ќе кажат граѓаните ќе видиме. За волја на вистината ја погодивте состојбата лани на изборите, ја погодивте 2006 година. И 2002 кога победи СДСМ, и 2005 на претходните локални избори. Мислам дека луѓето се во право, вие сте едно многу мокно лоби кој битно влијае врз политичките процеси, а не велам дека фризира анкети. Меѓутоа ви оддавам признање дека сте мокно лоби. Луѓето влијаат врз политичките процеси. Значи ние само го артикулираме мислењето на народот. Така да ние не влијаеме директно. Јас не можам да му кажам на народот како да се однесува за определен проблем. Ја можам само да го представам неговото мислење за тој проблем. Ќе бидете стрекни ако имате од оваа институција еден председател на државата? Се разбира.
Ако имате еден цел спектар на така наречени невладени организации, стотици на број, кои се меѓусебно поврзани, дали финансиски, дали организационно, дали идеолошки, и кои на одреден начин всушност владеат со Република Македонија во изминатите 10 до 15 години, односно преку нив меѓународната заедница и политика всушност ги праќа пораките до македонските влади, тога станува збор за така нареченото Сорос лоби или како ги нарекуваат соросоидите во Република Македонија. Господине Беличенец, ве нарекуваат соросоиди. Ве навредува ли тоа? Па не ме навредува затоа што не знам, имаме ние потреба така да се ги групираме луѓето, нели? Што ви подразбирате под тоа соросоиди? Да се ги пикаме во категории, затоа што така полесно нели се. Да, ама вие што подразбирате? Еве, например, подразбирам под соросоиди да речеме еден систем на невладини организации, формиран некаде во текот на 90-тите години, кои комасони од позадината невидливо всушност и владеа со Република Македонија. Дали е тоа најдобрата квалификација на соросоиди? Невладените организации дека владееле со Македонија, мислам ако владееле невладените организации со Македонија, Македонија ќе беше поинаква држава, не беше ваква. Па вела дека е ваква бидејќи владееле тие невладини организации соросоиди или меѓународната заедница токму преку тој систем на инсталирани институции во Република Македонија? Не, поддржани да, инсталирани не би рекол дека се инсталирани, значи зависи пак тоа се има од организација до организација, се има различен животен тек. Например, јас можам лично за мене да кажам како завршив на невладна организација. Бев новинар и не бев задоволен од она што се случува во новинарството. И така завршивте? И гледав дека нешто треба да се смени. И така едно 200 организации, контролирани од Сорос или од средства кои контролира Сорос? Значи право Сорос не ги контролира средствата. Сорос е еден од донаторите на моја организација и тоа има години кога воопшто не мислев лично, мислев генерално како еден спектар, како еден систем. Има години кога воопшто не ни давал пари. Има, например, да речеме, многу организации кои што апсолутно не се зависни. Се чувствувате мокни? Да речеме како еден систем на невладини организации? Не многу. Значи има бевте помокни во изминатиот период? Значи има периоди во кои што одредени работи сме успевале да ги протуркаме. Што знаете, господине Беличенец, имам чувство дека 2004 година е на некој начин таа пресвртна година. Од 2004 година бевте исклучително мокни. 2004 година е тој закон за територијална поделба и оној пресинг на меѓународната заедница кон македонското јавно мислење и гласачко тело со она вртање на часовниците на британци и така натаму. И мислам дека токму после таа година тотално се сврти работата. Почна мобетите за соросоидите, влеговме во српското на условно речено сцена. Има еден битен елемент. Некаде од 2000, ја би рекол 2005-та, не било сега 2004-та, туку 2005-та. Негде после 2005-та буџетите за финансирање на невладените организации во цел регион, значи не само во Македонија, се намалуваат. Сите големи донатори традиционални кои што беа активни од 90-тите, да го губат интересот, ги намалуваат буџетите за финансирање на невладените организации на цивилното општество во овој делот. И колку пари, толку музика. Во принцип да, затоа што парите се битни за да можете да ги стерате активностите. И тогаш иде до еден пресврт, генерален пресврт, останува многу мал број на донатори кои што ги поддржуваат работата на невладените организации. Парите се помалку, а властите се помокни. И властите истрчуваат со многу повеќе пари на теренот колку што истрчуваат невладените организации. Кај нас да. Значи сега ви кажам дека ова мора да се гледа во контекст на регионот. Затоа викам бидејќи вие никој не сте биле помалку мокни. Вие сте и денес мокни. Вие поменесте и денес меѓу тие 10 најмокни лобија. Меѓутоа мокта ваша до пред 5 или до пред 6 години беше исклучително голема, да речем, ви се тресеа владите. Влаите на Бранко Цренковски, влаите на Лупчо Георгиевски. Зависи како ја мериме моите од аспект на влијанието врз одредени процеси, има невладени организации што и сега се мокни. Дури мислам дека Никола Груевски сепак направи апсолутно паралелен модел. Он се формира собствен сет на невладини организации и на некој начин тотално ви истепа на терен. Видете, тоа е манир на неговото владење, значи формирање на паралелни институции, формирање на вештачки институции, тоа е еден модел кој што е познат од една друга држава, од Германија од 30-тите години. Мислам дека вашиот пат, да речеме, или вашиот посла претик станува во оној момент кога губите контролата врз медиумското лоби. Знаете што ви е целта? Ако ви е целта да постигнете плуралност или ако ви е целта да го ослободите просторот, тогаш можеме да речеме да, имаше еден период во кој што медиумите и невладените организации кои што се занимаваат со медиуми или ги помагаат медиумите, може да се каже дека дувале во ист правец. Меѓутоа целите биле различни. Никогаш не било цел да речеме контрола на медиумите. Сега веќе не е така?
Неговата висти правец и друг има контролата. Сега, да речеме дека работите се по чисти.